ЕСМ контра бизнисмените ги обвини дека критикувале без конкретни аргументи надвор од вистината. Од државните електрани тврдат дека процесот на аплицирање за ефтина струја за фирмите тече непречено и сите пријавени ќе добијат субвенционирана енергија од 1 декември. ЕСМ ги отфрли критиките од стопанските комори дека процесот е во застој и дека службите бавно ги обработуваат барањата. Информираат дека даваат точни инструкции и подршка за оние со некомплетна документација. Велат дека едва и 20 компании не доставиле комплетна документација и откако тоа ќе се реши, тие ќе добијат поевтина струја, но од 1 јануари. Сепак признаваат дека поради новата наметната обврска од владата им треба повеќе време да го воспостават системот. При секое ново задолжение кое не било дел од тековното работење на друштвото, потребно е време за воспоставување на системот и процедурите за негово спроведување, набавка и инсталирање на софтвер, обезбедување соодветни ресурси за физичко и правно процесирање на договорите и комуникација со субјектите кои се од цела држава и од различни категории на дејност. Реакцијата на ЕСМ доаѓа 2 дена откако бизнисмените реагираа дека некои фирми и покрај тоа што доставиле уредна документација не биле исконтактирани од ЕСМ ни дали треба нешто да се додаде, ниту пак дали е во ред за да потпишат навреме договор. Стравуваат дека поради неработниот викенд ќе нема доволно време да го заокружат процесот и да добијат поевтина струја веќе од четврток. Ако не е комплетна, сигурно тамо во ЕЛЕМ постојат одредени служби или во ЕСМ кои треба да ги информираат тие правни субјекти дека не му е комплетна документацијата и со што треба да е надополнат. Така да повторно се враќаме на самиот почеток дека дефинитивно спороста на тие служби и неефикасноста доаѓа до израз во конкретниот случај. Критики и кон телевизиите. ЕСМ се обиде вината за поплаките од стопанството да ја префрли и кон новинарите, кои ги пренесоа изјавите на бизнисмените. Апелираме на одговорност кај медиумите односно согласно правилата за известување да побараат податок и од ЕСМ продажба пред да пренесуваат во јавноста критички ставови на лица кои не поседуваат податоци за вистинската состојба. Нејасно е на што точно реагира ЕСМ во критиката кон новинарите дека не ги консултирале државните електрани за изјава, кога во четвртокот на пресконференција која траеше речиси 1 час, директорот Ковачевски заедно со министерот за економија Бектеши и премиерот Ковачевски обемно објаснуваа токму за споменатиот процес на аплицирање. Соопштија дека се пријавиле едва и 235 компании. За волја на вистината искритикуваа дел од општините затоа што навреме не ги пријавиле училиштата и комуналните предпријатија за мерките за субвенционирање на струјата, но не и за евентуални проблеми со прехранбените фирми. Не сите основни средни училишта се пријавени. А за жал не се пријавени не сите јавни комунални предпријатија. Што значи дека испаѓа дека во време на криза државата треба со одлука директно да ги преземе надлежности од страна на општините, што е за жал. Медиумите вчера уредно го пренесоа и ставот на премиерот за ова прашање. Не постои никаков застој, не постои никаква селективност, туку напротив постои интерес од страна на државата, компаниите кои што се дел од производството на основни прехранбени производи, училиштата, основните, средните училишта, да што побрзо се приклучат на овој пазар, со оглед на тоа дека таму цените се дупло поевтини и повеќе од дупло поевтини од берзанските цени и тоа ќе овозможи прво намалување на цените на прехранбените производи и второ непречено одвивање на образовниот процес, секако и на здравствениот процес бидејќи и тие компании се преземаат од ЕСМ продажба. Инаку ова не е прв пат министрите и директорите да ги критикуваат новинарите за својата работа и да даваат инструкции како требало да ги пренесуваат изјавите на трети лица. Ароганцијата на владините функционери особено се засили лани за време на енергетската криза. И годинава, додека бизнисот цели 7 месеци чекаше поевтина струја и зголемено домашно производство, во недостаток на уверливи аргументи за оправдување на неостварените ветувања, некои функционери не се воздржуваа од делење лекции по новинарство, критики дека постојано морале да одговараат на исти прашања и уверувања дека се ќе биде во ред, додека дел од енергетските капацитети дел по дел откажуваа, а други не ни проработија. Последната реакција од Сдруженијето на новинари се однесува
однесува на директорот на топланата Скопје Север, кој упати пцовки и омаловажувања кон новинарка за напис поврзан со недозволиво користење мазут за работа на топланата, кој екстремно ја загадува животната средина.